Јас се викам Зоран Григоров, крводарител сум дал до сега над 100 пати, 101, 102 тука е негде. Иначе се осеќам здрав и планирам и понатаму да давам крв и изразувам благодарност до градоначалникот, до сите вработени во Црвен крст, до вас новинарите и на сите им крводарители им посакувам многу среќа и здравје. На младите им препорачувам, без разлика што тоа е хумана работа, тоа е многу здраво за здравјето. Само нека пробаа во годината еднаш да дадат крв да видат како ќе се осеќаат. И дали се сеќавате прв пат кога дадот? Па јас сум прв пат дал уште во 85-та година, кога бев и војска, во јанар. И од тогаш наваму редовно давам крв. И ќе продолжам да давам. Често ве забележуваме, професори, вас на крводарителските акции, еве вашето искуство да го споделите во однос на дарувањата, 75 пати, не е мала бројка. Па мене особено ме радува тоа што во последно време се повеќе и млади луѓе и возрастни, особено во нашата општина, и се радувам и чест ми е што припаѓаме на една таква организација која што во последно време го надминува бројката, значи на хуманоста, на добрите дела, така да апелирам и до младите да продолжат понатака во истото темпо. И вие дали се сеќавате кога прв пат тоа се случи? Па тоа се случи како средношколец. Се сеќавам во гимназијата моја брце, каде што сега и работам, ми беше прв пат, така да перманентно, постојано се трудиме да помагаме и моето мото е до младите, значи бидејќи тоа не боли, а може да спаси еден живот. Така да повелете младите, сите кои што можат да продолжиме да правиме добро. Овој настан беше организиран по повод 17 март, денот на формирањето на Црвениот крст во нашата држава и денот на крводарителите. Денес беа доделени благодарници и признанија на нашите крводарители, со што им се оддаде мало внимание за нивниот хуман допринос. Денес беа доделени наградите на повеќе кратни крводарители. Една награда за 100 крводарувања, една награда за 75 крводарувања и 4 награди за 50 крводарувања. Додека за останатите крводарители имаше само благодарници. Ја користам оваа можност да апелирам до нашите сограѓани да се вклучат во нашето семејство, да станат крводарители и да помагаат на оние кои најмногу им е потребно. Добар ден, почитуван градоначалник на општина Делчево, господин Горан Трајковски, почитувани крводарители, почитувани гости. Целта на овој ден е да се подигне свеста за потребата од безбедна крв и крвни производи, кој да се истекне фундаменталниот принос кој доброволните неплатени крводарители примаат врз растениот систем во нашата држава. Доброволното дарување на крв представува израз на високи етички, хумани и морални вредности и да се дарува крв и да се спаси нечиј живот е висок чин на хуманост и благодарност. Крвта, крвните производи и секако трансфузија на крв представува критичен аспект од грижата и јавното здравје. Дарувањето на крв спасува стотици животи и го подобрува здравјето и квалитет на живот на многи пациенти се појавуваат. Ја користам оваа можност јавно да им се заблагодарам на нашите сограѓани крводарители кои веќе долги години важат за имплементираните граѓани во нашата држава, а воедно упатам апел и до нашата млада популација да се приклучи во семејството на спасување животи со својата крв и да станат наши крводарители. Поштована председателка на Спортската организација на Црвениот крст, поштовани крводарители, поштовани присутни, убав ден, убав настан за одбележиме. Крводарувањето е хумана цел со највисоки вредности. Во нашата општина, како што спомена и Ивана, има активни околу 300 крводарители, која што е мотивирачка бројка, затоа што секоја подадена рака, односно секоја дарување на крв спасува човечки живот. Ивана исто така спомена дека процентот на реализација за минатата година, а јас сум запознат дека и претходните години е сличен процентот, е надминат во она што е планирано за собирање на крвни единици, е со реализација процентот 141%, што значи 41% над тоа што било планирано за собирање на крвните единици и само тоа покажува на кое ниво е крводарителството во нашата општина. Јас како градоначалник сакам да се заблагодарам на сите крводарители кои што учествуваат во акциите за дарување на крв
но посебно да истакнам благодарност до нашите сограѓани, Зоран Григоров, кој што има 100 пати дадено крв, Владко Димитровски, кој што има 75 пати дадено крв, и по 50 пати има Франчо Миленски, Илчо Дончевски, Борче Стојковски и Горан Пауновски. Во овие акции за крводарување се вклучени и припадничките на понежниот пол, кои што исто така воспоставуваат некоја нова традиција во однос на крводарувањето. Имаме наши сограѓанки кои што по 10 пати дале крв. Тоа мислам дека се седна на сите, Маја Млечева, Катерина Жежовска, Маја Стоменовска. Добро, ова е уште еден знак дека во однос на цела онаа родова еднаквост која што сакаме да постигнеме во нашето општество, и самите крводарителки покажуваат одредена доблест и на ова поле на крводарителството и покажуваат дека тоа не е само машка работа, туку можат да и со нивното крводарување да спасуваат човечки животи. Ние како општина Делчево имаме подготвено некои скромни подароци кои што во знак на благодарност ќе бидат доделени на овие крводарители што ги споменав, за нивната хуманост, за нивната солидарност. А во оваа прилика сакам исто така да го честитам и денот на Црвениот крст во нашата држава, денот на крводарителите, кој што е на 17 март, но со одредени настани се обележува денес, и да истакнам благодарност до сите оние кои што во текот на изминатите години се вклучени во овие крводарителски акции како волонтери, активисти, помагачи, вработени во општинските организации ширум државата, кои што допринеле организацијата Црвен крст и да опстои низ текот на годините, но не само да опстои, туку и да биде успешна во однос на нивната суштинска дејност. Честит нека е денот, празникот. Овој ден не обрзува, како и секој друг ден, но денеска посебно, да заблагодариме на големата хуманост на нашите крводарители од нашата општина. Посебна чест и задоволство ми представува ова обраќање кон нив на овој свечен ден и да се заблагодарам на нивното учество во нашата заедничка цел, а тоа е да обезбедиме сигурна и доволно количини на крв и крвни продукти за сите на кои што да представува животен лек. Посебна благодарност до крводарителите, кои во годината што замина беше навистина тешка година, година која современото општество досега не познава, година на пандемија, но во која што успеавме не само да го оствариме планот, туку и да го надфрлиме. Како што рече Ивана, соберени се над 1000 крвни единици, тоа значи најмалку 3000 спасени човечки животи. Ви благодарам од срце. А исто така сакам да се заблагодарам на соработката со Општинската организација на Црвениот крст Делчево, кој што навистина еве со Ивана, Елена и волонтерите внесоа младост, силина, полет и навистина бројките на собрани крвни единици зборуваат за нивниот огромен труд и соработка, што мислам дека и во иднина ќе продолжи. Во овој Синџир морам да ја спомнам и институтот, морам да ја спомнам и мојата фела, односно тоа се вработените во службите за трансфузиона медицина во Делчево, службата од регионалниот центар за трансфузиона медицина Штип и Институтот за трансфузиона медицина Скопје, кои што исто така беа вклучени во изведување на крводарителските акции со една максимална посветеност и грижа за крводарителите и за пациентите. Но меѓутоа во овој Синџир секако дека ништо не можевме да успееме без првата алка, а тоа се крводарителите. Уште еднаш, нека ви е честит денот и секој ден да славиме за вашата хуманост и постигнати цели, а кон реализирање на нашата заедничка цел, значи собирање на доволен број на крвни единици кои што се потребни за лекување на нашите болни пациенти. Ви благодарам од срце.
75. И наградата. Борче Стојковски. Илчо Дончевски. И Валерий Спасовски. Марија Мирчевска. Маја Стојменовска. Илчо Дончевски. Борче Стојковски. Валерий Спасовски. Марија Мирчевска. Благојчо Димитровски. Никола Анастасовски. Кирчо Јовановски. Катерина Дежовска.